Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во саботата престојуваше во работна посета во општина Виница, каде заедно со градоначалникот Ивица Димитров ја посетија социјалната зграда во која наскоро ќе бидат сместени 36 социјални ранливи категории семејства. Се наоѓаме на оваа социјална стамбена зграда, прва во општина Виница, која што има 36 стамбени единици, каде што наскоро ќе бидат сместени 36 социјално ранливи категории на граѓани, наши семејства, кои што ќе имаат можност да добијат скромни, но услови за живот како и сите останати граѓани. Навистина можам да бидам задоволен од тоа што го видов денеска, бидејќи оваа зграда веќе 15 месеци се гради и ќе биде изградена и завршена пред рокот. Се реализираат финалните градежни зафати во дворното уредување и целиот интериер кој што треба да биде поставен. Нашите очекувања се дека во текот на оваа пролет ќе биде завршена, пошто ќе следува и технички прием, за да можеме конечно после тоа да направиме и оглас за вселување на граѓаните на општина Виница, на кои што тоа им е најпотребно. Финансиските средства за изградба на социјалната зграда во Виница се обезбедени од владата и Министерството за транспорт и врски, а инвестицијата чини 70 милиони денари. Се работи за инвестиција од 70 милиони денари преку акционерското друштво за стопанисување на стамбени деловен простор, кои што се јавуваат како договорен орган, а средствата се обезбедени преку програмата на Министерството за транспорт и врски на владата на Република Северна Македонија. Градоначалникот Ивица Димитров изрази благодарност до министерот Бочварски за посетата и за поддршката што ја даде Министерството за транспорт и врски за да се изгради социјалната зграда. Добро, најпрво благодарност до министерот Благој Бочварски за посетата на нашата општина. Денес излеговме на лице место, направивме увид за моменталната состојба до каде е изградбата на социјалната стамбена зграда, која што ќе има 36 станови и еден делен објект. Ова значи многу, посебно за социјално ранивите семејства и самохраните родители, бидејќи морам да истакнам дека во изминатата година дена, кога почна изградбата на оваа социјална стамбена зграда, имаме доста наши граѓани заинтересирани токму за задобивање на стамбен простор, се со цел за да можат да имат и тие услови за живење. Во општина Виница се работи на уште еден значаен проект, доградба на филтер станицата, со која ќе се реши проблемот со водоснабдување во населеното место Лески. Оваа инвестиција чини 24 милиони денари, средства кои се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски, а треба да биде комплетно завршена во текот на летото.